Судија на претходна постапка при Основниот суд Скопје 1 им одреди притвор во траење од 30 дена на председателот на Кумановскиот суд и на уште 6 уапсени во полициската акција Удар, соопштија од Кривичниот суд. На тројца им се одземени пасошите со обврска да се јавуваат во суд и да не го напуштаат живеалиштето, а еден од осомничените е во куќен притвор. Од вкупно 12 осомничени во акцијата Удар, приведени беа 11, а по еден се уште се трага. Пратениците не го изгласаа предлог законот за изменување на законот за минимална плата, предложен од пратениците од опозицијата. Пратеничката група од опозицијата предлагаше зголемување на минималната плата на 11.000 денари, додека владеачкото мнозинство смета дека овој, како и другите предложени закони од опозицијските пратеници, се во контекст на престојните избори чист популизам. И денеска, како и вчера, пратениците во обата табора упатија меѓусебни обвинувања. Пратениците од ВМРО ДПМН, меѓу другото, прашаа зошто СДСМ не донесе закон за минимална плата додека беше на власт и зошто беа затворени голем број фабрики и на улица беа оставени 200.000 работници. Општиот работен, персоналниот и финансовиот план на јавната обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите денеска се доставени до Советот на јавни обвинители, владата и собранието. Изразувам очекување Советот за јавни обвинители да ги имплементира плановите и да ги избере јавните обвинители предложени од моја страна, пишува во соопштението од кабинетот на специјалната обвинителка Катица Јанева. Во име на Европската комисија, портпаролката Маја Коцијанчич денеска посочи дека неформалната влада на Унијата бара новиот изборен законник да биде договорен денеска. Прво, за изборниот законник ние жалиме што и покрај прогресот што беше направен во рамки на работната група, партиите до сега не успеа да ја финализираат изборната реформа. Ние силно ги поттикнуваме четирите партиски лидери да постигнат договор што е можно побрзо. Пожелно е денеска, порача Коцијанчич. Успешното спроведување на точките од политичкиот договор што летово стави крај на политичката криза во Македонија, исто така е услов и за доделување нова, седма последователна позитивна препорака од Европската комисија. Во прогрес извештајот што овој месец треба да го објави комесарот Хан за напредокот на сите земји од проширувањето на Унијата. Според информации од Брисел, објавувањето на овие прогрес извештаи, што прво требаше да се случи идната среда, па беше одложено за 21 овој месец, сега е можно да се одлучи за уште една седмица и истото да се случи на 28 октомври. Сето тоа се толкува како начин на кој новата Еврокомисија на Жан-Клод Јункер го третира процесот на проширување официјално замрзнат до 2019 година. Грчката крајбрежна стража соопшти дека во текот на едно деноноќе спасила 542 лица во морските води во 12 спасувачки операции покрај островите Лесбос, Хиос, Самос, Агатониси и Фармакониси. Властите информираат дека дрвен брод со 100 луѓе денеска се насукал на малиот остров Лерос и сите патници се спасени. Во меѓувреме, на грчкиот остров Лесбос веќе нема каде да бидат погребувани мигрантите кои се удавиле во Егејското море додека се обидувале да стигнат до Европа, јавуваат грчките медиуми. На гробиштата на островот се погребани голем број афганистанци, ирачани и сиријци кои не успеале да стигнат живи до брегот.